сепак најголем интересот за Еве, вчера гимназиите. баш гледав Орце Николов дека уште една Наплив од паралелка, да, се нервираат нови родителите. И јас исто мислам дека средното образование треба стручно да се засили. Јас не знам зошто ги спуштивме тие училишта. Јас кога бев, да кажеме, во мое време беа доста популарни и навистина луѓето кои што беа и во средна машинско ќе се запише после на машински факултет, ако сака да студира натака. Не мора сите деца да студираат. Ние станавме држава со највеќе, не знам, доктори на науки, професори, кој како ќе седне на ваква маса, сите долети, тулите, јас викам нешто сум испуштила во животот, не знам да ви кажам. Јас, знаете, тоа што кажа Мерита, еве јас ќе го кажам мојот пример. Јас кога гимназија јас бев, и уште од 18 години, значи мај месец завршуваше гимназијата, јас одма влегов на работа да работам полнев прашак во Охис. Значи, за да заработам за одморот, морав да седнам да работам. Ми се чини, значи, тие искуства кои што сум работела чистачка во болница, сум работела кафе куварка во некој фирми кај што ќе ме примеле, имаше тогаш студентска задруга и преку студентската задруга беше многу тоа организирано. Сега фали една студентска задруга која што ќе ги упатува младите да одат да видат праксата. Сега и факултетите во Америка, знаете како се? 5 години се студира, ама мора 6 месеци во годината да работи. И платене. И тоа е голема грешка. Сега јас ги гледам и мои блиски, еве, роднини, не е битно кој. Они гледаат, да, дојде тој распустот и каде сега ќе одат на одмор. Никој не размислува да земе да работи нешто. Многу е важна работната навика. Се враќаме на домашното воспитание, значи тоа, извини што те прекинав, значи исто така е многу битно домашното воспитание. Значи како ние ги воспитаме од дома децата и како ние на децата им даваме да имат работна навика, кој што е тоа, како што го кажа Анета, значи тоа е најбитен фактор. Или денеска гледаат само 4 даја и одма да излегуваат од работа. Значи не сакам никој. Значи дефинитивно. И затоа голем дел сака да се вработат во администрација, а не во приватниот сектор. Значи често и го дискутираме тоа со Анета. Неверојатно е тоа. Јас мислам дека тука мора да се поработи, да праксата, не знам сега ова дуалното образование што го зборуваат, дали тоа ќе успее, али навистина треба таков еден систем. Обавезно да одат уште млади од 18 години кога се да одат во фабрика на лоша, не е битно дали тоа ќе биде доктор или инженер, да ја види работата во живо, како е тоа на лента да застанеш и дека не смееш да станеш од лентата и са бајле да станеш со автобусот во 6, да одиш да видиш. Тие се работи кои што не можеш понатака ништо да направиш во животот, ако дојдеш од универзитет, седнеш и кажеш што очекуваш ти од работата? Па јас сакам директор да станам. И како да директор? Мислам, јас стварно тоа не разбирам. Како може одма сите директори да станеме? Значи сите сме почнале од нешто. Па ја во мојата сопствена фирма, кога почнав 90-та година, Анте Марковиќ даде 31 декември 89-та закон за приватни претпријатија и ние веднаш го регистриравме, бидејќи не можеше да се работи нашиот бизнис во како дуќан бевме нешто без везе и регистриравме. Значи јас се регистрирав јануар, значи јас бев чистачка, јас бев директорка, ја носев налози у СОК, јас одев пошта земав. Значи морате да го поминете еден тој пат за да стигнете до успехот. И така да мислам дека тука треба повеќе примери вака да слушнат. Јас и сега прв пат сум почнала да говорам вака на телевизија, зашто навистина мислам имам потреба да им објаснам и на младите, еве и кај мене што доаѓа, да им објаснам како тоа кариера се почнува и како тоа може да стигнеш до некаде.